Здраво на сите! Среда 22 часот, а ние како и секогаш сме тука за вас во исто време и на исто место. Нова емисија, нови настани. Па да погледнеме што се случи изминатата недела. Синалко караванот повторно во Прилеп, но овој пат со побогата и позабавна програма. Уживајте во прилогот кој што следува. Во понеделникот нашиот град беше домаќин на така наречениот Синалко караван. Оваа манифестација организирана од Синалко се одржува традиционално веќе неколку години. Како и секогаш, така и овој пат. Синалко караван е проследен со програма за сите генерации. Програмата беше проследена со жонглери, цртачи на лице, музички звезди и да не го заборавиме водителот на Синалко караванот, забавниот Марко. Пред се здраво! Ова ми е втор пат да настапувам за Синалко. Првиот пат настапував пред 2 години, вториот пат сега. И тогаш настапувавме во Прилеп и сега настапувавме во Прилеп е прекрасен град. И покрај тоа што денеска заврна, прилепчани не ги спречи да дојдат тука да се забавуваат со нас. Инаку мојата улога во Синалко е како на моменти како водител, на моменти како шоумен, жонглирам со оган, стварам илузии, лежам на скршено стакло, со слободувам од лудачки кошули. Може оние кои пред 2 години го гледале моето шоу, се уште го памтат и сигурен сум во тоа, па не верувам ќе им текне на мене. This is DJ X. Вака, Синалко ме покани мене да бидам фейспентер на оваа нивна турнеја. Јас го прифатив тоа. И еве сега сум овде, ја цртаме, како се викаш ти? Михаела. Ја цртаме Михаела и правиме пеперутка. Значи ова е тренд кај децата. Сушто во светот што излезе, ете така децата го сакаат, па ја решив ова активно да се исклучам. И сега наместо на хартија цртаме дечки лиценца. Еве сега правиме пеперутка. Мојата соработка со Синалко започна пред 4 години кога стапив во контакт со Кожувчанка Д од Кавадарци, луѓето кои што се познати по производството на најдобрата минерална вода. Тогаш стратешки некои планови направивме, некои договори во некои од наредните турнеи која Синалко ја прави во рамки на македонската турнеја низ 12 македонски града, да бидам дел и да учествувам во истата. Така да ова е моја прва година кога учествувам на овој Синалко патувачки голем караван. Морам да кажам дека имаме фантастична дружба, дека Синалко е на вистина бренд број 1, се изорганизирано на најубав, на најпрекрасен можен начин. Убаво е што во секој град имаме различна програма. Еве денеска овде кај вас во Прилеп ме пречека прекрасни дечиња, за кои што од се срце можам да кажам дека се едни од најдобрите пејачи во Македонија, дефинитивно. Така да нашиот караван продолжува во уште неколку града широм Македонија. Сега се наоѓаме некаде на средината од нашата турнеја и со нетрпение го чекам секој нареден ден, бидејќи на вистина му нема крај на нашето уживање и нашето дружење на оваа Синалко турнеја. И оваа емисија повторно следува прилог кој е доста поучен за сите нас, особено за тинејџерите. Проследете го. Кога ќе се напијам бре, пејамски да лудувам, немој не ти свести се, паметот го губиш бре. А јас така живеа, така и ќе продолжам, немој веќе доста е, свири душа стори крај. Во виното е вистината, реченица која најмногу асоцира на алкохолот. Па така, денешниот прилог го посветуваме со цел сите да кажеме не на алкохолот. За жал, бројката на сите оние кои што конзумираат алкохол секој ден се зголемува се повеќе. Особено таа бројка се зголемува кај тинејџерите.
Некои пробале во една прилика и веднаш се откажале, а други пак редовно си ја полна чашата со алкохолен пијалак. Голем дел од тинејџерите не се доволно информирани за последиците од истиот. Тие само знаат дека пиењето е забавно и дека сите го прават и веруваат дека тоа ја зголемува нивната популарност. Постојат повеќе причини поради кои многу луѓе вдишале од првата цигара и го испиле првиот алкохолен пијалак токму во средношколските денови. Не помислувајќи на многобројните негативни последици, со цел да се вклупат во друштвото, да го задоволат своето љубопитство, да си ја зголемат со водовербата, да се опуштат и да ја придат на одредена личност, се само дел од фактите поради кои тинејџерите конзумираат алкохол. Па затоа, информирајте се, добро размислете пред да ја наполните чашата со алкохолен пијалак. Ке пија, ке лупува, кефови ке терам свој, многу си се сакам, што сум таков крој. Ке пија, ке лупува, кефови ке терам свој, пиење и жени, животот е мој. Мојата колешка Ана имаше можност да поразговара со бендот Инструментали од Битола, па да не должам многу, погледнете што има тие да кажат. Вечерва мои гости во емисијата Urban Life се групата Инструментал. Здраво. Здраво. Најпрво јас сакам да ве прашам од колку членови се состои оваа група? Па групата се состои од 5 членови. Како ќе носи редо да ви ги представам, нели? Диме, Михајло, Александар и Владе. Значи постоиме 7 години како група и веќе тера на 8 година. Каков стил на музика преферирате да свирите? Па свириме секаква музика во зависност од локалите. Значи какви барања имат локалите и публиката. Значи свириме све странско, српско, јухитови, македонски музика, значи секакви хитови. Каде најчесто, во кој град низ Македонија најчесто имате свирки? Па се разбира Битола, нормално битолчани сме. Па Прилеп, Кичево, Македонски Брод, Неготино, Струмица, Штип, многу други. Повеќето источна Македонија, значи цело фатаме. Кажете ми од која публика сте најзадоволни? Тоа е тешко прашање, па не знам. Не би можел вака да решам. Неблагодарно, нели? На кои фестивали сте учествувале до сега? До сега сме учествувале на Охрид фест, Бит фест и на некои поважни настани, како што сме биле предгрупа на Желко Гсимович. Значи, ова лето, 3 август, така мислам да беше. Значи, најголем настан до сега за нас што не се случи. И како најголемо искуство до сега. Значи, да бидеш предгрупа на таква голема балканска звезда, кај нас, значи Желко Гсимович е големо стварување. Иначе си поминавме преубаво. Значи, атмосферата беше феноменална, публиката многу добро не прифати. Нормално бевме малце нервозни пред настап, но тоа друг да се качиме на бина. После беше се, значи, на високо ниво. Секако многу дружења, запознување на менаџери. Го запознавме и Гарнер, легендата на менаџерството. Така, поглавно, значи, беше нај. И се уште ги имаме тие импресии од, иако поминало пак 2 месеци од прилика од концертот. Какви музички остварувања имате до сега? Значи, како бенд имаме 2 музички остварувања и 1 видеозапис. Значи, тоа е сега за сега, а нормално дека планираме и во иднина, дај Боже да имаме и албум. Нели планираме да спремаме нова песна со нов видеозапис, нешто ново, значи, да ја освежиме публиката малце. Инако има нормално снимаме и кавери, предработки од стари македонски песни, народни песни, забавни песни, значи има и некој дел од тоа на YouTube можат да видат и гледачите ако сакат да проверат. За крај, јас сакам да ве прашам дали сте среќно заљубени? Во депресија сум моментално. Нема нешто за сексот да правиш. Не, прашам. Значи, прашам само дали сте среќно заљубени. Па сега, зависи како заљубен. Кој како. Моментално, ако се работи за женска особа, нели, за полежен пол, моментално не сум заљубен. А за другите не знам, тие треба да си кажат. Ајде, кажете ми вие. Јас сум многу среќно заљубен. Дали сакате нешто да им порачате на вашите слушатели, вашите фанови? Па нека бидат среќни и задоволни, нека слушаат добра музика. Кога имаат можност да дојдат на наши свирки, да се забавуваме, и тоа е во главно.
Тоа беше групата Инструментал Бенд. Фала што бевте гости во нашата емисија. Мислам дека добро се забавувавте и се надевам дека се гледаме во следна прилика. Тоа беше се за вечерната емисија, а вие останете со програмата на Канал Визија до наредната недела. Имајте пријатна вечер. Чао, чао!